Секојдневно купуваме и секојдневно конзумираме храна и пијалоци. Секојдневно ја празниме корпата за отпадоци во домот и го фрламе ѓубрето до најблискиот контејнер или 2 до 3 пати во неделата доаѓаат до нашата улица и го собираат отпадот кој сме го направиле. И така треба да функционира. Ние сме задоволни што не го гледаме отпадот во нашиот двор, нашата улица, можеби и во нашето мало, но дали со тоа реално сме се ослободиле од отпадот? Краткорочно да, долгорочно не. Надлежните институции кои го собираат отпадот велат дека рапидно расте количината на отпад што го создаваат домаќинствата и нема производ што не е спакуван. Затоа, од година во година имаме се повеќе отпад кој завршува на организираните, но нестандардни депонии, а голем дел и во дивите депонии. Пред неколку месеци, Државниот завод за статистика објави податоци за 2023 година за создаден и собран комунален отпад во земјава. Лани биле создадени повеќе од 878.000 тони комунален отпад, а собрани малку помалку од 622.000 тони. Најмногу комунален отпад се собира од домаќинствата, 82%, додека остатокот отпаѓа на комерцијален отпад. Справувањето со отпадот и дивите депонии е еден од најгорливите проблеми на македонското општество. Секојдневно насекаде во државата никнуваат нови еколошки бомби. Во земјата се мапирани околу 1000 диви депонии, а оваа бројка е директен резултат на недоволното систематско справување со отпадот и недостаток на инфраструктура за правилно депонирање и рециклирање на отпад. Решението за справување и намалување на отпадот е веќе познато и не е ништо ново во светот. Регионалните депонии се организирано и современо управување со отпад. Според планот треба да имаме 5 регионални депонии на територијата на Северна Македонија. Тие се лоцирани Дрисла во Скопје, Мечкуевци во Свети Николе, во Русино за Полошкиот регион Мегленци, Општина Новаци е за југозападен и Пелагониски регион и во Доброшинци ќе биде за Вардарски и југоисточен регион. Депонијата во Свети Николско треба да биде првата од регионалните депонии кои треба да бидат изградени во Северна Македонија и каде треба да завршува отпадот од 18 општини од североисточен и источен регион. Како всушност ќе изгледа и функционира првата регионална депонија? Регионалните депонии се градат по стандарди со цел да се заштити почвата, воздухот и подземните води во непосредна близина. Најпрво се одбира локацијата и се прави план за сите потребни елементи и поставеност на депонијата. Потоа се ископуваат секции, односно келии каде се собира отпадот. Келиите се простираат од подпочвата до површината на почвата. Тие се како една голема дупка во земјата, кои се ископани длабоко и мазно со хоризонтално дно. Потоа над зидовите од келијата се поставува кошулица, односно се поставуваат слоеви за заштита на почвата и подземните води, така наречена заштитна дренажа од исцедок. По овој слој следи слој на глина и заштитна бариера од ситен кршен камен кој се нарекува чакал. Кога келијата е подготвена, се започнува со секојдневно складирање на отпад. Овој дел од регионалната депонија се нарекува работен простор и опфаќа мал дел од целиот систем на регионалната депонија. На тој начин се спречува отпадот да се разнесе наоколу и да се локализира непријатна миризба. На дневно ниво, камионите кои пренесуваат отпад ја истураат содржината во работниот простор, а со булдожери се распоредува рамномерно. На крајот од секој ден отпадот се покрива со пластична кошулица и земја или песок. Овој слој не дозволува да се шири непријатна миризба и го забрзува распаѓањето на отпадот. Во овие келии има и систем на цевки кои ги задржуваат гасовите и течностите што настануваат при распаѓањето на отпадот и не дозволува гасовите и течностите да се вратат во животната средина. Целиот овој процес на полнење на келијата и целокупната работа на регионалната депонија го пратат инженери и државни инспектори со цел системот да работи сигурно и ефикасно. Дефинитивно, кога имате систем, дури и отпадот има своја функција. На овој начин, долгорочно се ослободуваме безбедно од отпадот и ја заштитуваме животната средина за нас, но и за идните генерации.